Евроскептиците смислија многу митови и легенди дека работите ќе станат полоши откако ќе влеземе во Европската унија. Еден од нив е дека сирењето, кој е омилен производ на македонците, повеќе нема да се произведува поради превисоките стандарди на ЕУ. Наводно нашите производители, големи или мали, не ќе можеле да ги премостат тие бариери. Нашето сирење и понатаму ќе може да се произведува, со тоа што полесно ќе се пласира на пазарите на земјите членки на Унијата. Секако се подразбира, ќе мора да се почитуваат минимум хигиенските стандарди и да се гарантира квалитет на млекото од кое се прави сирењето. Домашното вкусно сирење од бачилата и понатаму ќе остане на македонската трпеза. Всушност сирењето во Европа се произведува уште од антика. Историчарите забележуваат дека за прв пат сирење започнале да произведуваат овчарите од римското време. Потоа го прошириле низ останатиот дел од Европа. Така што Европа илјадници години подоцна не планира да исчезне домашно направеното сирење, особено не новите вкусови и новите видови кои доаѓаат од новите членки. Во Европската унија постојат 400 вида на сирење кои може да се произведат дома. Таму има дури и специјални работилници, каде инструктори ги обучуваат заинтересираните граѓани како да произведуваат сирење. Како што најав на почетокот, овде со нас е и професор доктор Димитар Мирчев, основач и председател на Европското движење во Македонија. Професоре, во основа на вашето 20 годишно искуство од независноста и она што вечерва може да го видите овде, Македонија капацитет да влезе брзо во Унијата има ли? Да, моje мислење е прво дека во овој момент тоа е самиот почеток на 2011 година. Македонија е поподготвена за почеток на преговорите за влез во членство на Унијата, од што да кажеме Бугарија и Романија 2007 година, односно крајот на 2006 или пак групата Балтички и Централно-европски држави некаде 2003-2004 година кога влегоа. И второ, сакам да кажам дека истражувањето на јавното мислење кај нас покажуваат апсолутно повисок степен на ентузијазам, доверба и определба за влез во Унијата кај македонските граѓани, од што кај граѓаните на овие земји што ги спомнав во времето кога тие влегува или пак ги водеа и ги завршуваа преговорите. Според тоа мислам дека кај нас е веќе создадена една критична маса за влез во Унијата, меѓутоа чекаме на нивната одлука, која зависи, како што знаете, од многу други фактори. Професор, ви благодарам, а еве овој квиз ќе се обиде да ги задржи барем овие трендови што постојат во однос на европските интеграции. Да. Ви благодарам. А ние одиме понатаму со квизот Одиме во ЕУ.